Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Изминативе зимски дена имавме и сонце и доши снег кој бргу се расчистуваше. Но еве да почнеме со информацијата дека ширум Македонија масовно свечено со прастари обичаи и традиции беа прославени големите празници Водокрст и Богојавление Водици. Во македонските цркви и манастири се одржаа златоустови литургии. Имаше свечени литии со црковни песни по улиците во многу места, а беа осветени водите во нашите реки, езера и базени со фрлањето на Светиот Крст. Повеќе стотици млади скокнаа во студените води, поздравени од илјадници верници и посетители од сите генерации. Прекрасен амбиент, незаборавно славјето беше крај Охридското, Преспанското, Дојранското, Мавровското езеро, како и крај Вардар, Брегалница, Црнарека, Треска, Радика и други реки. Беше ведар, сончев, ама мразовен денот празничен. Во Балканскиот Ерусалим Охрид, многу илјадните охриджани и гости од Републикава и од светот ги преполнија кејот, плоштадот и улиците. По централната богослужба во црквата Успение на Пресвета Богородица, литиите се упатија кон градското пристаниште. Осветувањето на водите од Охридското езеро за прв пат го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски Георги, а по Светиот Крст скокнаа над 150 млади. Во таа силна, духовно-пливачка конкуренција, најсреќен беше охриджанецот Мартин Гоџо како и лани. По Скопје на Водици напладне поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан, по богослужбата во храмот Света Богородица, имаше обраќање од мостот Слобода на Вардар, од каде што и го фрли крстот во надојдената река. Во студениот Вардар заплива околу 160 момчиња и една мома. Тоа беше Јована Джеповска. Прв до крстот стаса 24 годишниот скопјанец Дарко Митровиќ. Мома го фати Светиот Крст во селото Велме Охридско, па Марија Жилеска беше срдечно поздравена. Битолските верници по богослужбата во црквата Свети Димитрија беа крај базенот на храмот. Од 30-тината млади прв дојде до крстот ученикот Христијан Бошковски. Во реката Радика рекордни 300 верници скокнаа по крстот, а до Светиот Крст прв доплива Милко Божиновски од селото Ростуше. Во светените води на Црн Дрин во Струга од 100-тината млади најбрз беше Петар Чакаревски. Во Крива Паланка, во тамошната Крива река и градоначалникот Митовски се фрлил по крстот, ама среќата му се насмевнала на младиот Наум. Прилепчани му честитаа на победникот 18-годишниот Јордан Ангелески, кумановчани на Борис Стефановски, тетовчани го поздравија Јовица Илиевски, кој го фати крстот, кавадарчани на Кристијан Митрев, кичевчани на Драган Ѓорѓиовски и така натаму. Во селото Битуше, во општината Маврово Ростуше, се празнуваа женски водици, што е долга традиција тамо, па учесничките беа облечени во раскошни народни носии. Охридските рибари по Богојавление Водици го одбележаа денот на рибарите со капење во езерото, а во местно Сасараиште имаше и културно-забавна програма. Продолжуваме со вестите. На Светскиот економски форум кој се одржа во швајцарскиот град Давос, преседателот на македонската влада Христијан Мицкоски со бизнисмени и со инвеститори разговарал за 3 големи проекти во Македонија
и тоа во енергетиката, природниот газ и обезбедувањето чиста вода во времето идно за нашава земја. Се заедно во вредност од околу 2 милиарди евра. Мицкоски ги представил проектите за каскади на Црна река, низ чиј тек е и најдоброто земјоделско земјиште во Европа. Потоа станало збор за гасните конектори со Грција и Србија и изградбата на хидроцентралите Бошков мост, Чебрен и Галиште. За сите проекти имало големо внимание кај инвеститорите, па дел од нив ќе дојдат во Македонија. На традиционалниот годишен прием за дипломатскиот кор во земјава, председателката на државава Гордана Силјановска-Давкова во обраќањето рече дека не може Македонија постојано да го менува уставот по барање на некои си однадвор и тоа да се толерира, кога се знае дека уставот е закон над законите. Долго се уценува републикава со разни барања и отстапки. Наместо да се ценат реформите и владењето на правото, нас не кочат на Европатот некакви билатерални прашања. Европската иднина мора да биде сигурна и еднаква за сите. Западниот Балкан не е периферија, туку европски приоритет за безбедноста, а заедничката иднина се гради преку партнерство, разбирање и доверба, рече меѓу другото на годишниот прием за дипломатите во Охрид, председателката Силјановска. Замина од Република Македонија до сегашната американска амбасадорка Анджела Агелер, која имаше проштелни средби со македонскиот државен врв, со повеќе министри, директори и други. Пред заминувањето Агелер упати порака до македонскиот народ, до граѓаните, во која вели дека партнерството меѓу Соединетите американски држави и Македонија се разви во вистинско и длабоко пријателство и таа оди од републикава со верба во силата и храброста што ја имаме, бидејќи ние македонците заслужуваме да бидеме земја каква што сакаме да бидеме. На големиот меѓународен сајм за туризам Фитус во главниот град на Шпанија Мадрид, Македонија се промовира како интересна, како значајна дестинација. На убаво дотераниот штанд се представени културниот туризам, гастрономијата, природните убавини и иновациите. На овој сајм во Мадрид учествуваат 9500 компании од 156 земји. Според најновите предвидувања на Меѓународниот монетарен фонд, во што туку објавениот извештај се вели дека бруто домашниот производ на нашава земја ќе порасне за 3,2% во оваа година. Лани во републикава имало најниско ниво на криминал во последните 20 години. Според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, министерството води акција без прошка, еднаква за сите во борбата против корупцијата и криминалот, велејќи од штетите во 2023 биле 5.700.000 евра, во 2024 биле 24 милиони евра, додека лани полицијата разоткрила направени штети дури за 380 милиони евра. Следи блокот информации на повеќе теми. Уште се вода дискусии со напади и одбрани, откако имаше обвинувања доктор Жан Митрев, кардиолого, дека поранешниот премиер Зоран Заев и поранешниот министер за здравство Венко Филипче пред неколку години се обиделе да ја преземат приватната болница на Митрев, односно да им била продадена под цената на чинење, поради што Митрев бил изложен на притисоци. Тие му понудиле спогодба дека ако им ја продадел болницата, ќе му помогнеле да бил ослободен од обвиненија против него. Прозваниот сега лидер на СДСМ Венко Филипче рече дека имало црна кампања против него со лаги и манипулации, обвинувајќи ја власта оти не сакала реформи, немало одговор дека немало пари за зголемени плати, пензии и така натамо. Премиерот Христијан Мицкоски за случајот со Заев и Филипче рече дека не бил изненаден, бидејќи се знаело какви мафијашки упади имало, па ќе чекал да види дали јавното обвинителство ќе го разгледа овој случај. Според најновата листа на 100 најбогати луѓе во овој дел на Балканот, во Македонија најбогат човек е Живко Мукаетов, собственикот на фармацевската компанија Алкалоид од Скопје. Неговото богатство се проценувало на 892 милиони евра. Алкалоид останува еден од најзначајните, најуспешните македонски брендови, со значително и регионално и меѓународно развиен бизнис во фармацијата.
Собственикот на Марковски компанијата од Битола, Борче Марковски, против кој е поднесено обвинение околу злоупотреба на тендер во рударско-енергетскиот комбинат Битола, е пуштен од притвор со гаранција од 5 милиони евра. Тој заложил куќа, станови, булдожери и камиони, па ќе се брани од слобода. Во Неготино, во домот на родителите од судијата на апелациониот суд во Скопје Ѓоко Ристов, при детален преглед биле пронајдени задзидани 350.000 евра, за кои има сомневања дека се незаконски стекнати и биле скриени. Јавното обвинителство ја шири истрагата за корупција, а судијата што е под истрага отишол на боледување, но е во куќен притвор. Неговиот адвокат вели, оти задзиданите пари биле од земјоделство на родителите, но истрагата ќе го даде вистинскиот одговор. А внукот толку ја натепал својата баба во Битола со многу удари во главата и телото, што тешко ја повредил во домот во кој заеднички живееле. Избегал, но брзо бил фатен 28 годишниот тепач на својата баба која починала. Во струшкото село Радичево од невнимание паднал во шахта во семејниот дом и настрадал. А оваа популарна радиопрограма Оро Македонско повеќе од половина век се емитува на северноамериканскиот континент и се слуша надалеку во светот. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на поддршката, на разбирањето и добрата волја од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или пустар, побарајте ги Алек и Димитар. Уште една информација. Во Струга пред спомен домот бе одбележани 164 години од смртта на познатите браќа Димитар и Константин Миладинов. Браќата Миладиновци со своето дело трајно го одбележа македонскиот културен и духовен идентитет. Нивното наследство и денес останува силен символ на љубовта кон јазикот, културата и слободата македонска. Еве тоа беше се за ова јавување. На крајот од информативниот блок одовде од древна Македонија, опатувам најсрдечни братско-сестрински поздрави до сите вас, драги наши македонци, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, и почитуван колега, уредник и водител Бошко Рајчовски Пелистерски. Отвориле повеќе теми и сите партиски лидери изнале своји видувања и приоритети. За повеќе работи имале заеднички ставови и што е најважно, не се ги затворија вратите за идни средби. Премиерот Христијан Мицкоски ја оцени лидерската средба како плодна дискусија и дебата која била со предлози и идеи. Македонската јавност можеше да види едно зрело, конструктивно однесување на политичарите. Предложи вакви средби да се случуваат почесто, истакна тој. Успешноста на лидерската средба ја потврди и опозиционерот Димитар Апасиев од Левица. Тој по средбата истакна дека се поминало изненадувачки првпат конструктивно. Дека на средбата не се генерирале конфликти на извесен начин потврди и Али Ахмети, кога посочи дека за некои прашања одлучиле дополнително да се договори негова средба со премиерот Мицкоски. Но на сета оваа конструктивност диаметрално различно реагираа од СДСМ. Од таму додека траеше средбата, излезе соопштение дека сите што ќе одат на лидерската средба со Мицкоски го легитимираат криминалот и корупцијата. По средбата пак Филипче истакна ВМРО и ДУИ нека договараат што сакаат. Нивната соработка ни е позната. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Не сме на пазар. Сепак, кој е на пазар, кој е конструктивен, а кој не, јавноста ќе суди. Ете се случи и лидерска средба во Македонија, од која не излегува раскарани партии.
Премиеру, не само тоа премиеру Мицкоски, и да овие пред него, и овие после него. Следиме ние повеќе од 30 години, сите влади што поминаа, сите се намерачија на некои странски инвестиции, на некои мегаломански инвестиции, од кои државичката, мислам, оти нема многу, бидејќи државата требаше да му обезбеди без пари простор, и да даде државата одредени бенефиции во смисол да одреден процент да му дава плата на работените. Мислам оти така, да не ме држат за збор, ама имаше одредени, државата ја кошта одредени давачки. Јас не барам ништо. Имам своја земја, имам своји пари, и ти сакаш да те вратиш, да. Апел до премиерот да смени плоча. Да не вели ке дошол, не знам кој сега на лента сечија таму. Нешто шо беше таму, некој шопинг центар, нешто така. Не. Ние, знаеш зашто? Ние кој ќе донесеме, моите пари не се обоени, не се политички обоени. Моите пари се црвени, македонски. Види, со труд се направени. Да. И секој долар што си го заради, ти си го цениш. Тоа треба да се види јасно и гласно. И секој долар, и секој денар што ќе го даеш, ќе го размислиш 5 пати. Може тоа изгледа ситничарски, меѓутоа тоа е домакинското работење. И само така може да се успее. Сега сакам на еден апел до премиеру, не само до премиеру Мицкоски, и до овие пред него. Во изминатите 3 недели Оро Македонско го слушате секоја недела на WNZK. Сега секоја недела во Чикаго на WNWI 1080 со почеток 3 часот по план на чикашко време. Председателот Трамп за Македонија рече, само да слушнеме дали е тоа вештарска интелигенција или природна интелигенција. Да слушнеме. Republic of Macedonia from now on. Only Republic of Macedonia from now on. Пат кон ЕУ. Уценувачките антимакедонски политики содржани во Преспанскиот и Бугарскиот договор, поддржани од ЕУ, се главна пречка да ние некогаш биднеме дел од Европската Унија и нема самит кој ЕУ може да го организира за да не уведат дека е поинаку. Тврдиот ЕУ став да се само укинеме, длабоко ја поларизира нашата земја на етнички, идеолошки и политички линии, оставајќи длабока поделеност во нашето општество. За жал, ЕУ од еден мировен проект кој се базира на заедница на независни држави, прерасна во заедница на опресирани држави, водена од милитантниот Брисел, која води ЕУ во економска изолација, блоковска поделеност и милитаризација. Но фасно мета дека нашата иднина зависи од нашиот придонес да си ја развиваме нашата држава врз база на одговорност, професионалност и знаење, како и следење на нашата политичка воља изразена на двата референдума од 1991 и 2018 година. Северна нема иднина и не треба да чекаме нас ЕУ да не развие. Сами треба да го развиеме нашиот напредок, а ако ЕУ го промени својот став во секое време, ќе каже да за европската перспектива. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Оркестарот на Јанко од Колумбија, да го слушниме.
let's take a look at their royal tombs, and maybe find a connection that's been buried for centuries. The Mycenaeans, ancient rulers of the Balkans around 1600 to 1100 BCE, buried their elite in monumental tombs, shaft graves filled with gold, and later, massive tholos tombs, like the treasury of Atreus. Fast forward 500 years, and we find the Macedonians using strikingly similar burial practices. Royal tombs under mounds, complete with golden masks and lavish grave goods. Coincidence or continuity? The masks, the tombs, the royal treatment, it looks like the Macedonians inherited more than just land. Even linguistically, the roots run deep. Names like Alexander appear early in Mycenaean records, long before Alexander of Macedon. And then there's this, the Athenian royal mask, or maybe Spartan. Archaeologists still argue about it. Just kidding. It's a bottle. And when it comes to tombs, well, Athens took the minimalist route. No domes, no masks, just a nice little hole in the dirt. Efficient, democratic, totally unroyal. Maybe the real historical connection isn't between Athens and Mycenae, but between Mycenae and Macedonia. Monumental tombs, golden masks, royal burials, even shared names. The echoes are louder up north than in the so-called cradle of democracy. Мора нешто да се случило. Ајде да видиме. Извини брат, зошто плачеш? Слушнав, ке не праќале во Македонија, а таму е полошо од кај нас. Сите плачат овде. Мора нешто да се случило. Ајде да видиме. Извини брат, зошто плачеш? Слушнав, ке не праќале во Македонија, а таму е полошо од кај нас. Најмногу сакам да има мир во свет. И сакам да исчезне се што е клето. А за нешто по-локално, еве до Македонија, да добра да ни донеси чист воздух од Лапонија. Е се уште по-локално за битола моја. Верна си, нека си продолжи така, да си остани своја. Да стварно бе човек, ништо не ни треба, се си имаме. Ери и диджејчиња, и базарчиња новогодишни, бендуи, настани, автобуси со техно, попчето мечо. Нема шо нема, ништо не ни треба. Е добро да се изгради што нема, ама шо има врска? И ти ојш на странство, и ти се полемкаш. До кој дереđe дојавме на Македонско радио Скопје, слушаме грчка музика кај што се намерно сигналот го клаваат во Македонското радио за да не се спомне Македонско радио. Северна е бара. Македонски народе. До кој дереđe дојавме на Македонско радио Скопје, слушаме грчка музика кај што се намерно сигналот го клаваат во Македонското радио за да не се спомне Македонско радио. Северна е бара. Пака Левица предложи тоа да биде представник од ромската заедница. Во продолжение да слушнеме изјавата на Пасиев. Соломонско решение, а тоа е припадник на ромската заедница да биде избран за омбудсман, бидејќи сметаме дека се најдискриминирана заедница која нема никакви полуги на власта, ниту министри, ниту пратеници, еден градоначалник, ако не се лажам, и сметаме дека ова е уставна категорија, треба да им припадне на ромската заедница. Во неделата 11 јануари во Детројт беше организиран graduation party на Даниел Рајчовски, кој заврши на Belmont University School of Music. Неговата мајка Сандра, заедно со синот Даниел, на сите гости кои се одзваа на нивната покана и допринесу со своето присуство забавата да биде многу весела, за кое јавно изразуваат благодарност до сите гости кои беа на овој ден.
вечна! Никогаш северна! Македонија вечна! Никогаш северна! Македонија вечна! Кал и земја потекоја низ улиците на преспанското село Љубојно поради обилните дождови, при што наносите доаѓаа од ридот каде лани беше извршена голема сеча на шумата. Жителите велат дека проблемите се јавуваат по секој поголем дожд од летото наваму, откако во 2025 година беа исечени околу 1500 кубици дабова шума. Според нив, сечата значително ја зголемила опасноста од ерозија и порови. Сечата беше запремна по 4-месечни протести на мештаните кои кон крајот на декември 2025 беа ставени во мирување. Пистата се тешко проводни, може да се оди само со чизми и со кола, со обични черни не можеме да поминеме. Се надеваме дека водата почна да се намалува, со врнежите се намалуваат, се надеваме дека ќе се исцеди ова, а сето ова е последица од голосе кој што ни го направија на целото. До лани немавме вакви петлики, пори секој поголем дожд се поплаваме, па со овие големи дождови сме сериозно поплавени. Ние веќе 6 месеци се бориме за спас на шумата и сме доста активни. Конечно пред некој месец добивме одговор од Министерство за шумарство дека престаната е сечата и дека ќе има некои нови планови кои не ги знаеме што се. Се е направено противзаконски, бидејќи во Европа се заговара за прекин на голосек. Не смее да се сече. Ние сме изложени на рид кој е надна со 6 долишта и сите 6 долишта доаѓаат во селото. Ако им дозволевме да исече шумата како што си сакаат тие, селото ќе беше преселено на друго место. Досега ќе беше однесено. Ево Тигана. На 7 јануари 1945 година, според список изготвен од Лазар Колишевски, без каква било судска постапка се ликвидирани околу 1200 македонци. Овој масакр е директна последица на бунтот што избумнал на 26 декември 1944 година во касарните во Скопје и Штип, во кои учествувале илјадници војници и над 100 офицери. Причината за бунтот била наредбата од Белград македонските единици да бидат испратени на Сремскиот фронт. Наместо, како што сакале војниците, да се насочат кон Солун, со цел ослободување на сонародниците во Егејска Македонија. Пратениците на Јосип Броз Тито, Светомир Вукмановиќ Темпо и Лазар Колишевски ги собрале српските офицери и им ги представиле побунетите македонски војници како бугараши, ванчомихайловисти, мровци и фашисти. Македонските офицери биле повикани и со измама ги разоружале. За кратко време, без суд и истрага, биле стрелани околу 70 офицери. Сведоштвата говорат дека пред испрашувањата Темпо цинично им се обрекал со зборовите: "Хочеш на Солун, ево Тигана." Наскоро и војниците почувствувале дека нешто сериозно се случува. Тие тргнале кон Скопје, но биле пресретнати од српски партизански единици и нападнати. Во тој судир биле убиени околу 100 војници, а повеќе од 900 биле затворени во Скопското кале, каде еден месец биле држани без храна и вода. Многумина таму починале од глад и студ. Хочеш на Солун, ево Тигана. На 7 јануари... Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630-432-9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Е прекрасна терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Пиес! Празници се ближат. Побрзај. Контакт 630-432-9371 630-432-9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. На 31 јануари секоја година е празникот Свети Атанасов ден
Зимен. На сите вас кои го носите името Танас, Атанас, Танаска, честит именден, а на иселенците од село Беловиште, Тетовско, честит селскиот празник Свети Атанасов ден. Честит празник и од името на нашите спонзори и тоа. Лил Сизар Пица и фамилијата Илич, Вилбур Кија Фор Кар Дилер и менаџерот Менде Талески, Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sales и Truck Partner Company. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓа Ѓорче Атанасовски, идниот Кинг Ѓорџ заедно со братот Јосиф, најселенците од село Беловиште им го честитаат празникот Свети Атанасов ден летен, а сите вие кои го носите името Танас, Танаска, Атанас, честит именден. Доктор Луј и доктор Кристофер Хоцес од заболекарската ординација во Стерлинг Хајтс, погребалните куќи Менџик Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Тлајчевски заедно со својата сопруга Весна од First Development од Далас, Тексас, ви го честитаат празникот Свети Атанасов ден зимен. Во изминатите 3 недели Оро Македонско го слушате секоја недела на WNZK. Сега секоја недела во Чикаго на WNWI 1080 со почеток 3 часот по план чикашко време. Државници, треба на сите светски центри да им кажат дека најелементарниот начин за почеток на воведување на правна држава Сейф Сити. Имаме отпор од лидерот на албанската опозиција. Тој мојот велешанец Евгенијев со ова Сейф Сити. Тој единствен си го заработил лебот, а и министерот за здравство многу ми се допаѓа. И оној третиот велешанецот кој што шета по свет со опинците на Гоце Делчев и ја промовира македонската културна дипломатија. И ја вујко на мојата мајка, така како иде редот. Нели, јас сум четврто колено од Делчев и од Кукуш. Лекцијата што беше за Гоце Делчев по историја, с кој си дојдов, јас ја прашав тетка ми, дали сме ние Грци? Како Грци, рече она, како и Грци, ние сме македонци, ама ние сме од Кукуша, Кукуш е во Грција, да, во Кукуш е во Грција, ама нашиот дедо е македонец, Делчеви се македонци, дури беше налутена. Како можем да постанам тако прашање, нели? Years after the death of Alexander of Macedon, I was pharaoh from 50 BC to 30 BC. I learned 9 languages. I am proud of my Macedonian bloodline. Of you are born as Macedonian, be proud of your rich history. I am Cleopatra, born in January 69 BC. I was the last ruler of the Ptolemy dynasty. My Macedonian dynasty ruled Egypt more than 300 years after the death of Alexander of Macedon. I was pharaoh from 50 BC to 30 BC. I learned 9 languages. I am proud of my Macedonian bloodline. Of you are born as Macedonian, be proud of your rich history. I am Cleopatra, born in January 69 BC. I was the last ruler of the Ptolemy dynasty. My Macedonian dynasty ruled Egypt more than 300 years after the death of Alexander of Macedon. I was pharaoh from 50 BC to 30 BC. I learned 9 languages. I am proud of my Macedonian bloodline.
Of you are born as Macedonian, be proud of your rich history. Може би најважниот човек во македонската литература меѓу двете војни. Напишал две важни студии. Богомилите, кратка расправија за историјата македонска и развојот на една нова книжевност. Неговата единствена збирка песми, Бели мугри, напишана е на македонски јазик и објавена во Загреб во 1939 година. Тој е изразито пролетерски и социјален поет. Денес не може да се замисли ниту една антологија на македонската поезија без неговите тутуноберачи, копачи, денови или Ленка. Откако Ленка остави кошула тенка ленена, недовезена на разбој, и на налом ја отиде тутун да реди в монопол, лицето й се измени, веќе падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни жолти отрови за гради китки розови. Прва година помина, грудка в срцето й легна. Втора година намина, болест ја вгради и скина. Трета година, земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко гроби со свила виеше, ветерчок тихо над неа, жална и тага рееше. Зошто остана кошула недоткаена, кошула беше даровна. Толку. Јас сум Спасен Селјановски, а вие слушате македонската програма Оро Македонско. Ајде да регулираме. Како беше, господине, дали све задоволни од услугата, све? Солид. Ова прва брашка на очи ви беше, вие младенци све. Како ме така прашуваш? Да, не е многу помлада од тебе, бе. Ти изгледа втор брак ти овај. Шо ти е тебе, бе, човек? Шо имат врска, таа не оти слуша, влека е. А господине, сефте ви беше вас или пред тоа снимате онадено? Шо ти е тебе, бе? Дај шо кош да си плата, не треба да... Зашто, бе, господине, што имат врска? Ме интересират мене дали имат нешто црвено на чешавина, дали се познават. Ако имат, ќе треба да именвиме. Ако е тоа белото, ќе мислат штиракот, нема потреба да именваме. Дај, шо дужава? Нема да именвиме, оти струјава скапа, знаете како е. Извини, господине, фискалнава не работат, 140 евра, господине. 140 евра? Па нели 100 евра беше озвече? 100 евра, таа со спиење. Со доручек, 2 доручека, 140 евра е толку, господине. Каков доручек, бе? Абе, ние од соба не испаднаваме, шо ти е тебе, каков доручек? Господине, се отказаме, доручекот беше сервиран нама, са ве чекаше. Се вие што све не се излегле од соба, не суди јас крив. То треба да се плати. Тогаш ме фитка. Фитка? Како фитка? Зашо фитка? Јас дужам тебе 140, ти ми дужиш мене 140. Зашо ти дужам, господине? Зашо ти дужам? Како па, за спиење со жена ми. Господине, ницу видел, ницу ја пипкал жена ти, па Боже сачувај, немојте ке ме разберат тука. Понате ќе кажа цела вечер, ти не дојдеш, шо имаме ја врска со тоа? Даташа од трето, уствари не. Абе, како беше? Те добра со коњари, има долги бркови, уши као радари, торба полна дарови, те добра со коњари. Тоци рейба цикери, шитка јакти естиди, Боже и со чекови. Патка, виса, дедо мраз од коњари, не плаќа царини, не се проблем дозволи, нуди цели шлепери, мисиркини батаци. Хеј, дедо мраз од коњари, дедо мраз, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Дедо мраз, злато мое, жива превара, сал ме моташ како сакаш, пак не заебам.
земјата ја вртат чудни шлепери, грилјари, бизнисмени, шалапајзери. Треба да ја пазат само волови, рогови им набите до враз од конјари. Мој спала ти многу, а стави птип и извини. Tako evam, najšo mrazam, ka ne moj zapeš na majčin jazik. Preto mraz od konjari. Ajle se iskurnazi. Prima samo dolari, koga deli darovi, dedo mraz od konjari. Dedo mraz od konjari. Dedo mraz, zlato moje, ljubov neverna. Не може без тебе јата нова година. Дедо брат, злато мое, жива превара. Сал ме моташ како сакаш, пак не заева. Земјата ја вртат чудни шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Треба да ја пасат само волови, рогови им набите до враз од конјари. Земјата ја вртат чудни шлепери, пилјари, бизнисмени, шалапајзери. Треба да ја пасат само волови, рогови им набите до враз од конјари. И то во Уставот како конститутивен елемент, односно како конститутивен фактор. Далеко од тоа дека се работи за слободите и правата. Далеко дека се работи за слободите и правата. Не. Тоа е повторно во функција на политиката на Бугарија. Имено, како били господинот Радев, дека 1300 години биле присутни овде. Молам. А дека ние сме вештачка творба од 44-45 година. Следниот чекор, запомнете, значи, апсолутно не завршува нашата приказна проблем со Бугарија, овде со внесување на бугарите во Уставот. Не, тоа го видовме. Виднаш побараа, пазете, да влезат во комисијата. Што беше мојот одговор? Нема проблем. Ако има експерт по уставно право со бугарска самосвест во Македонија, виднаш може нека го покани министерот за правда во неговата комисија. Така? Не. Бугарија сакаше да учествува како држава. Тоа е провокација. Воопшто не е провокација. Идејата е. Сигурно не сме до Јас ќе ви кажам што е идејата. Сигурно не сме одлепени сега Бугарија. Идејата, одлепени сме многу. Идејата е, зашто иначе протоколи некој би барал и билатерални спорови да бидат дел од преговарачка рамка што никогаш не било. Зар мислите дека Бугарија само стои за ова приказна? Не знам кој стои, ама знам дека сами си кажа, ова е само почеток. И дека протоколите ќе им овозможуваат во сите следни фази, кластери, уште колку сакаат пати да ставаат вето или некој друг да го направи тоа во ниво, во договор со нив. Значи, идејата е да се каже дека ако тие постојат 1300 години, а ние сме вештачка нација, што се случило, како настануваат вештачките нации? Значи, со некакви погроми врз овие кои што биле 1300 години овде. Кои погроми, Мишко, се сеќавате? Имало геноциди, етноциди, да, имало во односи на представниците на бугарските граѓани во оваа држава, имало, како по секоја војна, работи кои не ми се допаѓаат мене. Сигурно имало. Ама немало само кон бугарите, зборувам, значи по завршувањето на Втората светска војна. Идејата е, значи, све да се релативизира македонската држава, дека е тоа нешто неприродна. Јазикот, идентитетот, дека всушност се работи за што? Дека се работи за, како ви кажат, српски притисоци, за
така наречените, значи, за бугарите да се македонизираат и така натамо, како ќе се докажува тоа? Низ заедничка историја, споделена, разбирам, заедничка... Тоа е друга, тоа е тоа. Не, тоа е актуелна. Во секој протокол... Но тоа нема врска со уставот. Има, па видете, допрва ќе слушаме ние. Значи, видете сега, ние... Значи, тие ќе го искористат присуството во уставот, не биле конститутивни, одговорно тврдам, никогаш, бидејќи нас, Македонија, држава на македонскиот народ и на малцинствата, се знае кои, значи не овие кои што тогаш биле дел од окупаторот и кои што ја негирале Македонија. Што ќе биде сега? Сега одвнатре процесот ќе се води. Бугарија е дел од европското семејство. Таа, кога ќе вели во поглед на историја, во поглед на уставни решенија во иднината, одвнатре значи ќе негира све, бидејќи ако имате заедничка историја, тогаш можеме и ќе излезе граѓанска војна дека сме имале. Добро. Дека сме имале граѓанска војна, а не дека имало Холокауст и не дека имало окупација. Може што боле дувате? Газ, давај газ, вози, бегај ти од нас. An age-old tradition that every year causes a splash, making the pilgrimage to Wollongong Harbour. The rite was awash with young members of the church chasing a cross thrown into the basin for the blessing of the waters. Today's gloomy weather didn't dampen spirits. Ово се случува во Wollongong, Австралија. Macedonian Orthodox church members have celebrated an age-old tradition that every year causes a splash, making the pilgrimage to Wollongong Harbour. The rite was awash with young members of the church chasing a cross thrown into the basin for the blessing of the waters. Today's gloomy weather didn't dampen spirits. Во декември минатата година на Истер Мичиган университет завршен факултет за бизнес се здоби Девид Павловски. По тој повод неговите родители, таткото Ласте и мајката Сузана, на својот единец му честитаат за примената диплома, пожелувајќи му успех во понатамошниот распеан живот. Во чест на примената диплома, родителите му организираат graduation парти во недела 25 јануари во македонската сала на Свети Димитрија Солунски во Вест Палм Бич, Флорида. Фамилијата Павловски, Ласте и Сузана на сите гости им пожелуваат пријатно и весело расположение. Да кажем и тоа специјално за овој ден од Калифорнија пристигна кумата Деби со синот Пламен Магдевски. Во срце балканско сон се раѓа, две девојки пеат песна сјајна, нежно светот го будат, сонцето гре, со љубов трајна. Василија, Василија и Сиси, музика што гори, младост што сонот го твори. Срце македонско свири, љубов преку ноќи шири. Василија
ногта е магија жива, дивко треперат струни сини, песна што душа оживува. Василија и Сизи, музика што гори, младост е теа што сонот го твори. Срце македонско свири, љубов преку ноти шири. Василија и Сизи, музика што гори. Звукот не разбуди, од Македонија до крај на свет, тоа е чист талент. Василија и Сизи, музика што гори, младо што сонот отвори. Срце македонско свири, љубов преку ноти шири. Василија и Сизи, музика што гори. Две звезди светат над земја стара, песна тече со душа бистра. Василија и Сизи се наши чеда, пејте девојки, светот нека ве гледа. Василија и Сизи, музика што гори. Македонците во три различни униформи. Ист народ, различни армии. Брат против брат. На почетокот на 20-тиот век Македонија е под османлиска власт, но македонското население е веќе силно вовлечено во пропагандите и воените планови на соседните држави. Во 1912 година започнува првата Балканска војна. Целта на Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора е протерување на Османлиската империја од Балканот. Илјадници македонци се мобилизирани во сојузничките армии. Македонците не војуваат како една армија. Тие се распоредени во српската, бугарската и грчката војска. Во истите битки, на спротивни страни, често се наоѓаат луѓе од исто село, исто место. По поразот на османлиите, започнува Втората Балканска војна во 1913 година. Ова не е ослободителна војна. Ова е војна за поделба на Македонија меѓу поранешните сојузници. Со Букурешкиот мировен договор од 1913 година, Македонија е поделена меѓу Србија, Грција и Бугарија и помал дел на Албанија. Македонскиот народ не е прашан, но ја плаќа највисоката цена. Балканските војни се трагедија за Македонија. Тие го претворија македонскиот народ во војници на туѓи интереси и ја запечатија поделбата што ќе одреди историјата на 20-тиот век. Ако сакаш историја без лаги и без митови, предплати се. Историјата не смее да се заборави. Во македонскиот зид, дали плаќате редовно предплата? Во представата Олесни разреши прости, завршуваше со тој гиго монолог и вели дали уплатете за игрите на среќа, дали пратите редовно предплата, вршиме директен пренос на Третата светска војна, ве молиме да ги уплатите на лотарија за игрите на среќа. Знаете, така завршуваше таа приказна. Не мораш македонецот да бидеш понижан ова, не мораш да примаш пари, не мора да крадат политичарите. Може ли некој да се жртвува за Македонија, да повика кон Исус? Или се избрани такви луѓе кои им е важно да крадат, да лажат и да ве продаваат? Македонија не е ваша собственост, му припаѓа на Господ Исус Христос. Ќе одговарате еден ден за сето зло што сте го правили врз овој народ. Но за жал Македонија нема духовна сила и водачи да повикаат кон Господ Исус Христос и во сила да кажат: бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Отстапи од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Да сте живи, здрави и благословени во името кое ви е дадено од Господ Исус Христос. Амин. Спорт. Во тек е Европското првенство во ракомет. Првенството го отвори Македонија со Данска, која
е европски и светски шампион, загубивме, но заслужуваме за пофалба, му дадовме голем отпор. Со Португалија, иако е силен победник, тој е шампион, нерешено 29-29. Романија е победена со еден разлика 23-24, да ги слушнеме последните 5 секунди. Селектор е одличен 10 минути. Романија рече се него вида голот на Македонија и потоа неизвестност и до самиот финиш победа. Па тоа види, треба да бидеме задоволни и гледам и вашите лица дека сте задоволни. Јас не се чувствувам баш така затоа што малце ми е криво. Дека добро го отворивме на преврат, го спремивме и наговестуваше една многу добра партија и немоќна Романија. И не издржавме, некако валјда помисливме да бркаме разлика за да имаме што подобра залика пред решавачкиот надпревар за да влеземе во топ 12. Мислам дека тоа ни засмета. Доста. На крај спасувавме, ајде така да кажам, и пораз, затоа што мислам дека има напад за водство романците. Но што е тоа? Треба да бидеме задоволни од она што го покажавме за сега. Надежта умира последна, ќе чекаме да видиме Данска што ќе направи. Имавме и денес пехови со повредата на Никола Марковски, сравнениот картан на Ларов, малце година група видни македонци во Солун формираат Македонска револуционарна организација, позната меѓународно како внатрешна Македонска револуционарна организација ВМРО. Биле за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја со максимата Македонија на македонците. Донеле устав, формирале централен комитет. 2 години подоцна под патронат на бугарскиот кнез Фердинанд во Софија се формира врховен комитет на ВМРО во Софија и тие биле за Македонија, меѓутоа во рамките на Бугарија и со македонците како бугари. И започнува братовистена борба помеѓу приврзаниците на врховниот комитет во Софија, врховисти, и приврзаниците на централниот комитет во Солун, централисти. И практично почнува повеќе деценијска братоубиствена борба помеѓу централистите и врховистите за суверена Македонија или Македонија како дел од Бугарија со македонците како бугари. После 100 години од балканските војни, после дисолуцијата на поранешна СФРЈ, Југославија, повторно реинкарира темата Македонија со суверенитетот, сувереноста и самостојноста на државата Македонија во државноста на Републиката Македонија. И на тој начин продолжи делото Македонија да се гради како надградува како суверена и самостојна држава со меѓународно правен субјективитет и покрај сите овие биле предавства што се случија во меѓувреме.
1890 година група видни македонци во Солун формираат Македонска револуционарна организација, позната меѓународно како Внатрешна македонска револуционарна организација ВМРО. Биле за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја со максимата Македонија на македонците. Донеле устав, формирале централен комитет. 2 години подоцна под патронат на бугарскиот кнез Фердинанд во Софија се формира Врховен комитет на ВМРО во Софија и тие биле за Македонија, меѓутоа во рамките на Бугарија и со македонците како бугари. И започнува братовисена борба помеѓу приврзаниците на Врховниот комитет во Софија, врховисти, и приврзаниците на Централниот комитет во Солун, централисти. И практично почнува повеќе децениска братоубиствена Југославија. Повтора реинкарира темата Македонија со суверенитетот, сувереноста и самостојноста на државата Македонија во државноста на Републиката Македонија. И на тој начин продолжи делото Македонија да се гради како надградува како суверена и самостојна држава со меѓународно правен субјективитет. И покрај сите овие биле предавства што се случија во меѓувреме. 1890 година група видни македонци во Солун формираат Македонска револуционарна организација, позната меѓународно како Внатрешна македонска револуционарна организација ВМРО. Биле за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја со максимата Македонија на македонците. Донеле устав, формирале централен комитет. 2 години подоцна под патронат на бугарскиот кнез Фердинанд во Софија се формира Врховен комитет на ВМРО во Софија. Во кујната од куќата на еден познат македонски судија беа социдени 350.000 евра. Да слушниме нивниот адвокат што тој ќе каже. Основниот доказ кој обвинителството упорно го прикажува се 350.000 евра кои беа најдени кај неговите родители, кои на записникот, и тоа го признава обвинителката, напишале дека се тоа нивни лични средства. Министерот за внатрешни работи $350.000 се одзидани во кујната, еве како тој ги кажува. За кривичната пријава поднесена од полицијата, велета сомнителна корекција на зидните плочки била забележана од страна на истражителите и полициските службеници. Тоа беше случаен пронајдок или имаше никаква дојава, посебни истражни мерки? Како дојдовте до овој пронајдок во неговата куќа? Како и за сите останати предмети, во овој момент не би сакал да изнесувам повеќе детали од оние кои што се соопштени на јавноста, но факт е дека 350.000 евра во дом на носител на функција судија е навистина вака значителна сума на финансиски средства, која што ретко кој бизнисмен или граѓанин би можел да си ја дозволи, камоли па носител на јавна функција. И ние останатите судии почнавме да рушиме зидови по дома. Може и нашите родители таму ги имаат скриено парите. Македонката Тина Русова се надпреваруваше гласот на Европа, влезе во 6 најдобри, а сега се надева да влезе во 3 најдобри. Да слушниме нејзина изјава. Здраво, луѓе мои, не знам што да кажам, јас сум тотално збуната, али еве ќе ви кажам едно искрено, најискрено. Благодарам за сите вас кои што гласавте, го шерувавте видеото да стигне до што повеќе луѓе. Јас стварно не знам кај се наоѓам моментално, ама ете благодарност до сите вас и се надам дека ќе можам да ви се обратам во понормално светло за што поскоро време. Ве сакам сите. Да слушнеме незината песна.
Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.